Беше тоа на 2 ноември 69 година пред нашата ера, кога е родена Клеопатра, позната како последниот независен владетел на Египет, кој по нејзината смрт станал римска провинција. На почетокот Клеопатра владеела заедно со нејзиниот татко Птоломеј 12 Аулет, а подоцна заедно со нејзините браќа Птоломеј 13 и Птоломеј 14, со кого и се омажила согласно со египетските обичаи. Беше тоа на 2 ноември 1903 година, кога на врвот Маргара, близу до селото Чаниште Маријовско, се водела тешка борба меѓу четите на Ѓорче Петров, Лазар Поптрајков, Иван Попов, Лука Иванов, Циле Кономлацки и Јово Јовановиќ од една и турската војска од друга страна. На 2 ноември 1908 година роден е Коста Рацин, македонски поет, раскажувач, есеист, публицист, филозоф, општествено-политички деец, историски истражувач, комунист и партизански борец. Иако самоук, Рацин е еден од најистакнатите македонски интелектуалци во меѓувоениот период, еден од основоположниците на современата македонска литература. Позната е по својата збирка песни Бели мукри. Освен со поезијата, Рацин пишува проза и има неколку значени трудови од областа на литературната критика, филозофијата и историјата. Убиен е на лопушник Кичевско на 13 јуни 1943 година. Беше тоа на 2 ноември 1915 година, кога е роден Никола Минчев Јане во Кавадарци. Со започнувањето на војната, па се до нејзиниот крај, извршувал неколку функции. Командант на штабот на 3-та оперативна зона, командант на првиот тиквешки партизански одред Добри Даскалов и член на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Кавадарци. Бил потписник на главниот штаб во 1943 година, делегат на АСНОМ и член на президиумот на АСНОМ. Минчев е прв министер за образование, прв министер за просвета во првата влада и ја потпишал првата македонска азбука и македонскиот правопис. Повеќе од една деценија бил министер за финансии во владата на Федеративна Народна Република Југославија и директор на Сојузниот завод за стопанско планирање. Во 1965 година бил председател на Извршниот совет на Република Македонија, председател на Собранието и член на Советот на Федерацијата се до неговото пензионирање. Како член на Советот, волонтерски ја извршувал функцијата директор на металуршкиот комбинат Фени во Кавадарци. Починал во Скопје на 6 април 1997 година. Беше тоа на 2 ноември 1943 година, кога кај селото Раштани, Кичевско, единици на баталјонот Мирче Ацев воделе тешка борба со балистите. Поради големите загуби, балистите се повлекуваат кон селото Зајас. Утре дента, партизаните го ослободуваат и Зајас. Беше тоа на 2 ноември 1944 година, кога Централниот комитет на Бугарската работничка партија, комунистите, во писмо до генералниот секретар на Комунистичката партија на Југославија Јосип Броз Тито, ја призна вината за фашистичките злодела направени во Југославија во Втората светска војна. Беше тоа на 2 ноември 1962 година, кога е роден Трајко Велјановски, правник, политичар и 8ми поред председател на Собранието на Република Македонија. Должноста ја вршел од 2008 до 2016 година. Член е на ВМРО ДПМН. Во Собранието ги вршел и должностите како председател на Комисијата за уставни прашања и шеф на делегацијата на Собранието на Македонија во Интерпарламентарната унија. На 2 ноември 1982 година роден е Борко Ристовски, македонски ракометар, репрезентативец на македонската ракометна репрезентација. Настапува за повеќе македонски и европски ракометни клубови, меѓу кои и екипата на Рајн-Некар Левен во германската Бундеслига, како и други екипи. На 2 ноември 1988 година за прв пат на интернет се појавил вирус.